Почитувани, СДСМ по кој знае кој пат се обидува да изманипулира македонската јавност, обвинувајќи ја владата на ВМРО ДПМН за зголемувањето на цената на струјата. Како политичка партија им даваме поддршка на граѓаните, затоа што и ние ги чувствуваме штетните последици од продажбата на ЕСМ на своја кожа. Од 2006 година и покрај сите предупредувања на експертската јавност, како и на граѓаните, СДСМ предизборно ја продаде ЕСМ. А токму, заради таа штетна политика, граѓаните ја дадоа поддршката на ВМРО ДПМН. СДСМ никогаш не застанала во одбрана на интересите на граѓаните. А за тоа најдобро говорат изборните резултати. Народот во 6 изборни циклуси кажа не од штетните политики на СДСМ кои што и денес ги чувствуваме. Дури во оваа тешка светска економска криза, владата на ВМРО ДПМН успешно се справува и наоѓа методи за директно да им помогне на најранливите категории на граѓани и да ги ублажи последиците од штетното владење на СДСМ. Спроведуваме проект за борба против енергетската сиромаштија и на социјално загрозените семејства им овозможуваме директна помош од 700 денари за потрошена електрична енергија по семејство. Доколку во 2006 година СДСМ не го продадеше ЕСМ, денес ние немаше да плаќаме толку високи сметки за струја. Направивте катастрофална грешка. И сега сакате да се амнестирате од таа вина, товарејќи ја за тоа власта. Господа од СДСМ, дали можете да им погледнете во очи на фактите и на вистината? Или можеби најважното, дали можете да им погледнете во очи на граѓаните и да им одговорите зошто ја продадовте ЕСМ и каде завршија парите од оваа штетна продажба? Доколку сте навистина загрижени за социјално загрозените семејства и доколку ја поседувате хуманоста, која што упорно се обидувате да им ја покажете на прилепчани, тогаш и јавно ве повикуваме да им помогнете на овие ранливи категории, исто како што владата на ВМРО ДПМН им помага. Почитувани од СДСМ, нека Владо Бучковски, Хари Локвенец, Илија Јовановски, Сашо Велески и останатите ваши функционери одвојат само дел од средствата на сомнителната продажба на ЕСМ, од милионските тендери и имоти кои ги поседуваат, и на тој начин нека ја покажат загриженоста на дело, а не преку лаги и манипулации.